Народната банка од август ги наплатува надоместоците кои што ги наплаќа од деловните банки. Гувернерот на Народната банка Трајко Славевски очекува банките да го следат овој сигнал и да ги поевтинат тарифите и надоместоците кон граѓаните и фирмите. Тој очекува ова да донесе пониски трошоци за електронски плаќања и поевтини услуги за населението. Се намалуваат и трошоците на државните претпријатија за плаќање во евра. Не е тајна дека некои од банките во последниот месец излегоа со нови тарифници со повисоки надоместоци за граѓаните. Славевски вели дека тие веројатно биле донесени пред оваа одлука и очекува банките да бидат фер и да ги поевтинат услугите. Мислам дека, сега да не шпекулирам, дека тоа заради потребата од известување 2 месеци однапред, банките го направиле пред овие консултации што ние сме ги имале и мислам дека работејќи одат во насока која што сите ја посакуваме и работевме за неа. За сега Централната банка нема да излезе со мерки за сузбивање на инфлацијата. Гувернерот истакна дека порастот на трошоците на живот во последниве месеци бил поради еднократни фактори, како поскапување на сезонското овошје и зеленчук. Тој очекува инфлацијата да се стабилизира. Сепак го загрижуваат шпекулативните потези на пазарот на недвижности. Се размислува за сериозни мерки за стабилизирање на пазарот. И сакале да ги насочиме нашите активности кон јасна дистинкција помеѓу кредитирањето на станови или објекти за живење кои што се наменети за живење, особено кај младите, и кредитирањето на недвижности кои што представуваат инвестиција или во некој случај шпекулација, во очекување на тамошен раст на цените. Затоа што сме свесни дека во оној момент кога станот или куќата, наместо место каде што живееме, каде што подигаме семејство, паркираме автомобил и така натаму, ќе стане предмет на шпекулација, може да настанат сериозни социјални и економски проблеми. Инфлацијата се искачи на 4,5% во јуни на годишно ниво. Очекувањата според ребалансот на буџетот е таа да се намали до 2,8% годинава.